Карактерот се открива преку постапките и однесувањето. Што мисли дали ова е вистинито изјава? Да, ова е едноставен принцип кој што секојаш е вистинит, може да кажеме, меѓутоа, кај паднатиот човечки род, примената на овој едноставен принцип станува комплициран. Зошто? Затоа што, од едноставна причина што човекот мощно и успешно може да глуми и да се прикажува како оној што не е. И колку толку да ги сообрази своите постапки, но сепак доаѓа некојаш време кога маските паѓаат. Јас се надам дека и овие модерни маски ќе паднат еден ден. Но тоа е тоа. Може да глумите некој период и на тој начин да оддавате впечаток и слика дека сте некој, меѓутоа тоа трае некој одредено време и не може да трае цело време. И еден ден маските ќе паднат. Меѓутоа, кај Бога тоа не е случај. Бог не е човек. Тој е секојаш вистинит во се што прави. Ако Господ е праведен, како што нели заклучивме порано и знаеме, тогаш се што тој прави е праведно. Заради тоа што е праведен. Бог не е човек па да лаже, вели еден стих. Значи Бог никогаш не лаже, тој е вистинит. Кога Бог кажува вистина. За разлика од него, кај човекот тоа не е случај. И сега, Бог, ако го погледнеме Бог и неговите постапки, нели, целта ни е да го запознаеме Бога. Целата оваа серија ја започнавме со таа цел, да го запознаеме Бога. Од поблиску, ете, верувам дека го познаваме до некаде, но знаете, читавме цитати дека сета вечност ќе проучуваме и ќе го запознаваме неговиот карактер. Но ако погледнеме на неговите постапки, мора да гледаме од оваа дистанца денешна, мора да гледаме да го поделиме целиот период на две ери, на два дела. Значи тоа е првата ера, кога пред појавата на гревот. И тоа како Бог бил тогаш и како постапувал, а вториот дел, втората ера е после појавата на гревот. И секако дека после појавата на гревот, Божиот карактер може многу повеќе во поголеми димензии да се открие, затоа што, знаете, кога човек, кога Бог е ставен под притисок, значи во некоја не со секојдневна ситуација, повеќе е доведен во ситуација да го искаже, да го прикаже својот карактер. Тоа е и кај човекот случај. Ако се сетиме на Јов, таму во првата глава, првиот стих стои оној краток, но силен запис за Јов. Не случајно Бог го избрал него во оној спор со ѓаволот. И сеќавате, вели таму во Јов 1.1, беше некојаш во земјата Уз човек по име Јов. Тоа беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. И навистина така беше со Јов, но вистинскиот притисок дојде после. Кога малте не во 24 часа, може би помалку од 24 часа, човекот изгуби се што имаше. Целиот тимот, сите своји синови, керки, му остана до душе жената, нели? Кога беше ставен под притисок, и тоа страшен притисок, кој што не знам, ние не можеме како луѓе ни да го сватиме, а не па да сме доживеале вакво нешто, тогаш дојде до израз неговиот карактер. И затоа реков Господ за џабе не го одбрал него. Дали имаше промена во карактерот на Јов пред и после? Немаше. Стабилен, постојан. А на страшна проба, знаете, ќе каже Господ даде, Господ зеде. Нека е славно неговото име, како вели таму. Не похули, ни во такви моменти. Кај Бога е нешто слично. Во ред, Јов не можеме да го споредиме со Бога. Меѓутоа,
кога го разгледуваме тој период пред појавата на гревот и после појавата на гревот, кај Бога ништо не се сменило. Тој е ист и останал истиот и пред и по падот на човекот во грев. Се смениле околностите, да, се сменила природата, ангелите се смениле, луѓето се смениле, но Бог не се менува. Така вели Библијата, нели? Ова не е едноставна тема, да ви кажам право. Јас ќе видите како понатаму ќе се задлабочуваме во некои наредни предавања, дека ќе мора заеднички да сватиме некои работи кои што можеби не сме ги свакеле порано. Јас лично секојаш сум се борел со таа мисла, секојаш некако онака кога ќе погледнете како да гледате некој друг Бог во Стариот во однос на оној Бог во Новиот Завет. А па да не зборуваме за времето пред појавата на гревот. Каков бил Бог, каде што нели не можел да дојде до израз можеби толку неговиот карактер. И сега тука мора да најдеме некој баланс. Факт е дека Бог не се менува. Исус Христос е ист вчера, денес и довека, вели во Евреите 13:8 стихот. И некој ќе рече, па добро, тоа е Исус Христос. Океј. Малахија 3:6 вели: зашто јас, Господ, не се менувам. И затоа вие, Јаковови синови, не бевте уништени. Зато што јас не се менувам. Ако е речено во 1 Јованово 4:8 дека Бог е љубов, Бог е љубов, Бога не може да го сменат промената на околностите, а мора да разбереме тоа било огромна промена на ниво на универзум, појавата на гревот. Или Јаков 1:17, сличен стих: секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа од озгора, од таткото на светлината, во кого нема измени, ниту сенка од промена. Ниту сенка. Чисто од овие стихови можеме да дојдеме до заклучок, барем првичен, дека појавата на гревот не предизвикала промена во реакциите и постапките на Бога, затоа што тоа е истиот. Ако нели реакциите, постапките се одраз на нечи карактер, како што рековме. Туку после појавата на гревот, неговите постапки, кои што биле останале исти, само се интензивирале, дошле до поголем одраз. Како за почеток, може да споменеме дека, еве да речеме, пред појавата на гревот Бог немал причина било кого да казни. Се било совршено, се било во една совршена хармонија, никој не бил непослушен. И ќе биде интересно во некои наредни предавања да видиме какво било неговото владење, како неприкосновен владетел на целата Вселена во такви услови пред падот во грев. А знаете, некако луѓето природно очекуваат од владетел, кој станува збор за владетел, да владее со сила, со присилни мерки, поготово нели кога има некои кои што не се покоруваат на неговите закони и така натаму. Значи во неговиот однос со своите непослушници. И навистина многу луѓе за тоа можат да најдат поддршка во Стариот Завет. Затоа велам, значи таа слика од Стариот Завет и Новиот Завет некако збунува и мора да се најде баланс во ова наше проучување за да видиме кој е Бог и каков е Бог, да го запознаеме. Неговиот карактер, затоа што видовме дека познавањето на Бога значи вечен живот, според Јован 17:3. Меѓутоа, луѓето мора да сватат дека Бог не се менува. И не е лесно, како што кажав, да најдете баланс, затоа што имате вакви стихови, па поинакви стихови. Вакви цитати ќе најдете, па поинакви цитати. Меѓутоа, Бог и неговиот карактер е непроменлив. Еве, можеби на некој начин за почеток баланс може да најдеме во зборовите во Излез 34 глава, 2 Мојсеева 34 глава, кога знаете Мојсей побарал да ја види Божјата слава и што видел? Што му било прикажано? Бил прикажан Божјиот карактер. И како е опишан?
во 6 и 7 стих од 34 глава, Господ помина пред него па се јави, Јахве, Господ, Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински. Искажува милост на илјадници, проштева опакост, грев и престап. И точка, не е точка, туку има запирка. И вели, но не остава неказнет виновник, туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до 3-то и 4-то поколение. Има некој баланс, може да најдеме тука, мислам да кажеме, еве, да, Бог е љубов, ама во 7 стих читаме тука и малку некое можеби поинакво однесување. Сега мора да сватиме како да вклопиме тоа негово однесување во таа дефиниција за Бога, во тој краток опис на неговиот карактер дека Бог е љубов. Некои велат дека Бог сепак сторил нешто поинакво после појавата на гревот, со тоа што го жртвувал својот син. Но дали е така? Може да се подсетиме сега, во едно од претходните предавања го спомнавме оној закон кој што е основа во Вселената, според кој што се водат сите непаднати светови и самиот Бог, и кој што би требало да владее меѓу Божиот народ. Во Копнежот на вековите 20 страна го читавме тој цитат и сега е време да се подсетиме повторно на него. Избавените и безгрешните суштества во Христовиот крст ќе пронајдат своја наука и своја песна. Ќе видат дека славата што блескоти од Христовото лице всушност е славата на неговата самопрегорна љубов или самопожртвувана љубов. Во светлината од Голгота, значи во светлината на крстот, ќе се види дека законот на таа самопрегорна љубов е закон на животот за земјата и за небото. Целото небо, самиот Бог, но тоа е закон и за земјата, како што Бог сака да го види, е таа самопожртвувана љубов. Дека љубовта која не го бара своето, има свој извор во Божјето срце. Љубовта која што не го бара своето. По овој закон Бог од секојаш се води. И појавата на гревот само било момент да се покаже таа самопожртвувана љубов и кај Отецот со тоа што го дал својот син да се жртвува за нас, грешниците, а и кај самиот син, кој што самиот се дал, го дал својот живот за нас. Значи, нема никаква промена повторно пред појавата или после појавата во гревот на неговите на Божите постапки. Туку само гревот предизвикал да повеќе се интензивира таа негова љубов во преку постапките. Значи, едноставно тоа е законот кој што владел и пред падот во грев и кој што извира во Божјето срце, како што видовме. И Бог се владел според тој закон од секојаш и денес и порано, па и целата Вселена, што видовме. Значи, таму горе на небото, секој се води според законот, секој дава, можеме да кажеме, и никој не го бара своето. Затоа, ако ние овде не се научиме да се водиме според тој закон, не можеме само да сунуваме за небото. Никој не го бара своето, таму горе. Тоа е законот на Вселената. Тоа е законот кој што се води Бог и според кој што треба да се води Божиот народ. Според ова, значи може слободно да кажеме дека Бог од секогаш бил спремен да го даде својот син. Од секогаш. Но со падот во грев, тој само го реализирал оно што секогаш би можел да го реализира претходно, доколку имал прилика за такво нешто. Значи, сепак во некој наредно наше предавање ќе имаме полза доколку обрнеме внимание на Божјето владење и неговите постапки и пред падот во грев. И од тука ќе можеме да извлечеме добри заклучоци, додека нели постоел мир и хармонија. И сега мора да обрнеме внимание
пред да преминеме на такво едно проучување, кој што ќе биде, реков, во некоја наредна сабота, на еден момент кој што е суштински, за да не направиме грешка уште на самиот почеток на тоа проучување. Што вели Исаија 55 глава 8 и 9 стих? Вели, зашто вашите мисли не се мои мисли, вели Бог. И моите патишта не се ваши патишта. Слово е Господово. Небото е високо над земјата, така моите патишта се над вашите патишта и моите мисли над вашите мисли. Во Марко 4:30, значи, да кажеме, ево овде кратко можеме да кажеме, времето изминува, но да нагласам дека многу често, може би во 99% случаевите, ние мислиме дека нешто е така, меѓутоа не е воопшто така. Неговите мисли, Божите мисли се многу над нашите. Во Марко 4:30 Исус вели, со што да го споредиме Божјето царство? Исус имал проблем како да им го представи Божјето царство, како да им го отслика на учениците Божјето царство. Со што вели да го споредиме? Со каква парабола да го представиме? И знаеме, ако читаме во Евангелијата, таму цели глави се опишува Божјето царство преку повеќе параболи. Но дали е тоа совршен опис? Дали преку тоа можеме да добиеме некоја совршена слика на неговото владење, неговото царство? Еве, цитат веднаш од Дела апостолски. Тука некаде ќе превршуваме, па ќе продолжиме, здравие Боже, во наредна прилика. Како да го прикажеме Божјето царство, рекол Христос, или со каква споредба да го представиме? Тој не можел да го спореди со царствата на овој свет. Во светот не нашол ништо со што би можел да го представи. И сега како да им каже парабола, како да им го прикаже? Па не знам мрежата, па ова, па она, знаете со какви параболи се служил. Но нема ништо со што би можел да го представи тоа царство горе. Земните царства владеат со физичка сила. Меѓутоа, од Христовото царство е исклучено секое физичко оружје и принуда. Цел на тоа царство е да го издигне и да го облагороди човештвото. Божјата црква е света заедница, исполнета со разновидни дарови и вдъхновена со Свети Дух. Верниците на црквата своја среќа можат да најдат само во среќата на оние на кои им помагаат и за кои представуваат благослов. Значи, видите, нема ништо заедничко, значи, преку какво царство земско да го прикаже Бог Божјето царство, кога немаат врска едно со друго. И секогаш постоела опасност за учениците да ги изгубат од вид принципите на тоа царство направено. Затоа Исус настојал да ги поучи на тие разлики. И видите што вели, уште овој цитат ќе очитам од Христови параболи. За да не ги загубат од вид начелата на Евангелието на учениците, Христос им изнел парабола од животот, пример со кој покажал како се однесува Бог спрема своите слуги, а и духот со кој би требало да бидат исполнети тие додека му служат нему. И почнал вака, се сетите која парабола? Зашто небесното царство прилега на човек, домакин, кој излезе рано наутро да фати, да најде аргати, за налозие. Постоел обичај луѓето кои чекаат работа да се собират на пазариштата и таму да одат и газдите кои имале потреба од работници. Домакинот во параболата се прикажува како во различно време излегува да наоѓа, да фати аргати, овде вели. Работниците што ги најмил рано наутро се договорили со него да работат за одредена сума. Другите што биле најмени подосна, му препуштиле домакинот сам да им ја одреди надницата. Кога се свечери, господарот на лозјето му рече на својот управител: повикај ги работниците да им платам, почнувајќи од оние последните па до првите. Знаете, последните во 11-тиот час ги повикал, дошле. И така дојдените околу 11-тиот час примија по денари. Кога дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе, но и тие примија по денари. Однесувањето на господарот спрема работниците во лозјето го представува Божјето однесување спрема припадниците на човечкиот род.
Можете да најдете вакво однесување овде на земјата. Меѓу луѓето, тоа е вели спротивно на обичаите што владеат меѓу луѓето. Во световните работи надомес се дава сообразно со постигнатите резултати. Работникот очекува да биде платен оноко колку што заслужил. Меѓутоа, во овој случај Христос ги отсликал начелото на своето царство. Царството кое не е од овој свет. Христос не се управува според човечките мерила. Господ кажува во Исаија 55:8 и 9, ги цитира стиховите: зашто вашите мисли не се мои мисли и моите патишта не се ваши патишта. Колку небото што е високо на земјата, толку моите патишта се над вашите патишта и моите мисли над вашите мисли. Постојала опасност меѓу учениците, постои опасност и меѓу нас денес да го сватиме и прифатиме Божјето царство и неговото владење како некое земско царство. Како што некој земски цар владее. Меѓутоа тоа е сосема поинаку од Божјето царство. И тоа може да не одведе до погрешни размислувања и погрешен начин на живот, што може пак да произведе далеку сежни последици, доколку не се коригираме. Затоа што преку Божјето владење, Божјето царство, ако погрешно го разбереме, тогаш ќе сватиме дека Бог е поинаков од она што е, и мораме да разбереме дека Божјето царство е всушност уникатно и поинакво од било што и било какво царство и владење на оваа земја. Затоа не чека не така лесно проучување за мене самиот, да ви кажам. Затоа што ќе мораме да правиме длабока анализа на цитати, на стихови, да видиме каков е Бог. Зошто во некои одредени ситуации постапува вака, кога спомнав, нели, Нов и Стар Завет, сеќавате кога Јаков и Јован, нели, кога Исус бил испаден од она самарјанско село, кога не бил прифатен, што рекле, а да повикаме да падне оган од небото и да ги спали, и што вели Исус, вие не знаете со каков дух сте. Божиот син дојде да спаси, а не да погуби. А тие се повикуваат, значи, како рекле тамо, како Илија. Знаете, во случајот на Озија, кога паднал таму, па барал лек од Велзевул, па Исаија, се извинувам, Илија, сакал тоа да го попречи и да му прати порака, како тоа преживиот Бог бара лек кај незнабожците. Каков е тоа срам за цар на Израел. Па овој сакал да го замолчи Илија, па му праќа, знаете, 50-ник со 50 тамо војници. Овој горе на ридот и што вели Илија, повикува оган, ќе ги спали едните, ќе ги спали и другите 50. И сега ваму може, ама ваму не може во Новиот Завет, а? Кога Јаков и Јован повикале на такво нешто. Значи, има тука доста некои работи да се размислуваат и да извлечеме валиден заклучок. Знаете, тоа може така само да го поминеме, ама мора да разбереме каков е Бог и неговиот карактер. И ако погрешно разбереме, тоа погрешно ќе не насочи понатаму во целиот наш живот. Нека му е слава на Бога. За вечерва до тука ќе прекинеме. Времето измина. Мили Господе наш, праведен Татко наш небесен, навистина е многу важно да те разбереме и да знаеме каков Бог си, затоа што тоа зависи нашиот вечен живот, нашето спасение, затоа што кога ќе познаеме каков си, соодветно на тоа и нашиот однос ќе биде кон Тебе. И не само кон Тебе, туку и кон нашите ближни, воопшто кон човекот. Затоа, Господи, помогни ни во ова проучување, помогни ни во било кои прашалници што ги имаме, можеби, во главата околу некои теми, да ни се разјаснат, затоа што нема спротивставености во Библијата, во Твоето Слово, кој што си го оставил како патоказ за нас, грешниците.
Ти си истиот од секогаш, ќе останеш истиот за секогаш. И тоа е убавината. Затоа што, кој знае колку пати измамени, изманипулирани овде од луѓе кои што глумат и кои што се прават дека се нешто, а потоа излегува нешто сосема спротивно. Навистина, не посекуваме ништо повеќе од тоа, да имаме таков Бог кој што кога ќе каже, така е. Ако е праведен, праведен е секогаш. Ако е љубов, секогаш е љубов. И нема промени, ниту сенка од промена. Господи, како таков Бог да те имаме во мислите и да навлеговме во ова нова седмица и да тоа делува врз нас и нашите животи за нашиот однос кон луѓето и кон другите околу нас. Затоа што ако го отсликаме како што треба Твојот карактер во нашите животи, тогаш луѓето ќе познаат и ќе дојдат и ќе те слават и фалат како што ние те славиме и фалиме во нашите животи. А затоа и си не повикал и одбрал, за да однесеме веста, да го однесеме Евангелието, радосната вест до луѓето и да можат и тие да те запознаат и да бидат спасени, затоа што навистина живееме во зло време, кога луѓето ги губат своите животи секој ден. Времето е навистина катастрофално. Мора да се освестиме која е нашата најважна улога. И затоа, Господи, води не и Ти и чувај не во ова нова седмица пред нови предизвици, нови искушенија. Само во Тебе се надеваме, само за Тебе се фаќаме, затоа што Ти си ни единствена надеж. За се Ти благодариме, што си направил во нашите животи и што допрва ќе правиш, затоа што се што правиш е најдобро за нас. Во Христово име, за сето тоа сме Ти благодарни. Амин.